Добро вечер. Вести на Канал 5. Воздухот во Трубарево не е опасен и присуството на PM10 честички е во рамки на дозволеното, покажале мерењата на Министерството за животна средина. Денеска увид во пожареното складиште извршија екипи на МВР и обвинителството. Сепак локацијата и понатаму ќе биде обезбедена и на терен ќе остане едно противпожарно возило, поради можноста од повторно разгорување. Надлежен обвинител и екипа на МВР извршија увид на местото на пожарот во Трубарево, кој се случи викендот во фабрика за рециклирање на електронски отпад. Увидните действија, како што велат од обвинителството, биле во делот како на настанување на пожарот, така и во однос на складирањето на отпадот на предметната локација. Оттаму додаваат дека истражните органи ќе останат на терен за преземање на сите неопходни действија заради целосно испитување на настанот. На лице место и натаму е стационирана и противпожарна екипа, бидејќи на дел од локацијата и понатаму се појавуваат повремени чадења и постои опасност од ново разгорување. На локацијата беше извршено фотографирање и дронско снимање со оглед на затрупувањето на локацијата од безбедносни причини. Увидните действија на терен се отежнати. По наредба најавен обвинител, локацијата ќе остане обезбедена и во наредниот период за потребите на постапката. Велат од обвинителството. Во меѓувреме, судот одреди нов 48-часовен притвор за четворицата осомничени, кои се опфатени во постапката поврзана со пожарот. Анализите кои досега ги направи Институтот за јавно здравје покажале дека нема радиоактивност во водата и опасни тешки метали во почвата по пожарот во Трубарево, но се чекаат и дополнителни испитувања. По планево пристигнаа и мерењата за квалитетот на воздухот во Трубарево. Од Министерството за животна средина соопштија дека истите покажале од сите просечни вредности за концентрација на PM10 честички се движат во рамките на законски дозволените граници и досега не било регистрирано надминување на утврдените прагови. Ефектите од загадувањето по силниот пожар можат да се појават и после неколку часа. Поради тоа, сите граѓани од Трубарево мора да извршат контрола на лекар, вели пулмоалергологот Дејан Докич. Штетни материи може да навлезат и во подолните дишни патишта, па да направат проблем во смисла на една обструкција, односно свирење, тешкоти во градите, неможност да се дише, болка во градите, може подоцна да води до едем во белите дробови или пак до едно многу тешка состојба акутна респираторен дистрес синдром или АРД што го викаме. Може да се јават тивки и одложени оштети на белите дробови што се јавуваат 6 до 12 часа по експозицијата. Може да развие симптоми како што се акутен едем на ларингсот и на трахеата, дишникот, каде што ќе има едно стридорозно дишење, или пак ќе развие токсичен пнеумонит, воспаление на белите дробови. На местото на пожарот во Трубарево, како што наведуваат од обвинителството, ќе продолжат да се вршат дополнителни мерења од Министерството за животна средина, а на терен ќе излези вешто лице од областа на екологијата. Дека пожарите во Трубарево и Вардариште се целосно под контрола информираше и премиерот Мицкоски. Критиките на опозицијата насочени кон него во врска со пожарите ги оцени како обид за собирање политички поени. Опозицијата тоа го прави бидејќи мисли дека на тој начин со таа стратегија ќе добие политички поени и ќе добие поддршка кај граѓаните. Јас тоа веќе еднаш го коментирав, дури и да е сето тоа точно тие што кажуваат, а ништо не е точно, тогаш се поставува вистинското прашање што прават тие за да помогнат во процесот, што се однесува до состојбата со пожарите кои што беа изминативе денови во Скопје, оној во Трубарево и Вардариште се целосно под контрола, утрово ги добив и последните резултати од Институтот за јавно здравје, сите параметри се во рамките на дозволеното. Во Дрисла е при крај, денеска завршува затрупувањето со земја на оној мал дел кој што димеше. Уставниот суд не поведе постапка по иницијативата за оспорување на правилникот на Државната изборна комисија за собирање на 2 потписа за независни кандидатури за локалните избори. Мнозинството судии сметаат дека правилникот е во согласност со уставот и законите и дека Државната изборна комисија била должна да донесе таков правилник. Иницијативата беше поднесена од Светскиот македонски конгрес на Тодор Петров. Еден од клучните аргументи беше дека изборниот законник
со правната празнина создадена со нашата одлука, не го регулира прашањето за критериумот за потребните потписи. Државната изборна комисија има правен основ и таа била должна да донесе таков правилник. Должноста на ДИК да го донесе тој правилник се базира не само на одредбите од изборниот законник, туку и непосредно на уставните одредби. На некој начин ова е порака и до законодавецот. Со ваква одлука Уставниот суд праќа порака и до законодавецот и до сите други државни органи како ги анализира и како ги толкува и како постапува кога ќе се појават правни празнини. Лидерот на опозицијата Венко Филипче како председавач со Националниот совет за евроинтеграција на работилница со наслов Придонесот на собранието во преговорите со Европската унија денеска испрати низа критики до власта за застој на реформите. Повика на политички консензус за уставните измени и реформската агенда и потенцира дека собранието треба да биде телото каде што ќе се одвива процесот. Нема друга институција во државата во кој што треба да седнат сите политички чинители и да го постигнат потребниот консензус. Ако и во формалниот дел самото гласање и така натаму се одвива во собранието, нема потреба да лутаме и да бараме други форми. И жалам што тоа не се случува. Во овој момент со доволна динамика, така како што треба да се случува, се касни со носењето на приоритетните закони од реформската агенда, пред се од Министерството за правда. Меѓутоа има еден добар позитивен момент, имавме заеднички и надпартиски консензус во критиката на Министерот за правда минатиот состанок. По обраќањето на Филипче на работилницата, организирана во рамки на проектот поддршка на европската интеграција на Македонија, реагира од владеачката ВМРО-ДПМН. Оттаму велат дека реформската агенда се почитува и дека се работи и спроведува на дело. Од владеачката ВМРО-ДПМН порачуваа дека единствениот успех на Филипче и неговата влада во делот на евроинтеграциите, сликата во авионот и промената на името. Пресудата за Мери Пешевска, која призна вина во случајот онкологија, ќе биде изречена в понеделник. Таа се товари за несовесно лекување на пациенти, а незината одбрана посочи дека освен што признала вина, покажала искрено каење за стореното. Пешевска посочи дека не очекувала дека незиниот печат и лозинка кои ги оставала на шалтер се злоупотребувале. Рочиштето го следеше Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Во понеделник на 22 септември ќе се донесе пресудата за докторката од клиниката за онкологија и радиотерапија Мери Пешевска, поврзана со случајот онкологија, за делото несовесно лекување на пациенти. Обвинителката Ана Гоговска-Јакимовска во завршниот збор објасни дека обвинетата изразила искрено признание и каење, без да ја порекне кривичната одговорност, и тоа е позитивно за неа. Тоа е дека последиците од дејствијата е што кај 7 пациенти дошло до нарушување на здравјето. Како онколог имала зголемена должност на внимание, како и тоа дека неовластениот пристап и користење на факсимилот се случувало во континуитет, имајќи ги предвид сите околности и признание на вина. Јавното обвинителство предлага судот да ја прогласи за виновна и казни согласно закон. Обвинетата Мери Пешевска објасни дека таа 2 децении е доктор кој спасил многу животи, но и дека низината лекомисленост и доверба во колегите, а пред се во директорот Нино Васев, не се посомневала дека низиниот факсимил и лозинг од компјутерскиот систем биле на располагање за да се наштети на пациент. Јас сум го дала или оставила корисничкото име и лозинка во амбуланта, а факсимилот на шалтер се со цел пациентите навремено да завршат со терапија и да се вратат дома. Никогаш не сум помислила дека тоа ќе биде злоупотребувано од страна на доктори онколози, како што било случај сега. Ваквата состојба и пракса била присутна не само на нашата клиника, туку на целиот комплекс. Досега сме имале почит кон колегите и од тука јас од мојата небрежност и невниманието сум ги ставила своите лични податоци на располагање и истите биле злоупотребени.
Тоа што ги споделила со друг доктор своите лични податоци и Факсимил Пешевска немала намера или корист, туку цел да им помогне на пациентите. Тоа што некој ги злоупотребил, треба да одговара за тоа, изјави одбраната на Пешевска адвокатот Китановски. Јавниот обвинител изврши прецизирање на обвинението и за да биде појасно на јавноста, сакам да укажам дека доктор Мери Пешевска е обвинета дека сторила кривично дело на совесно лекување на начин што лекомислено од небрежност ги споделила своите лични податоци за логирање во системот на онкологија и својот факсимил. Значи, она не се товари дека давала и препишувала несоодветна терапија. Тоа е другиот дел од обвинение кој што се однесува за останатите обвинети. Обвинетите Нино Васев, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски, сега и двајцата вработени на клиниката за радиотерапија и онкологија, негираа вина. Обвинението ги товари лекарите за продолжени тешки дела против здравието на луѓето и несовесно лекување. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.